Ибрагимов, го гледате, во категорија до 85 килограми. Овој пат нема да се бори против Александридис, туку негов противник ќе биде Димитриос Тупалидис. Во првиот меч Ибрагимов го совлада Александридис со туш. Да видиме дали сега ќе го повтори истото против Тупалидис. Ибрагимов е многу поафирмиран, посилен од својот противник. Впрочем, повторувам уште еднаш, два пати ја освојуваше титулата европски првак, еднаш беше втор. Бега кон забранетата зона за борба. Гркот, меѓутоа Ибрагимов мајсторски го врати и го доведе веднаш во туш позиција, притиска 3 поени по уште еден 4. Водство во првата минута 4-0. Јанев брзо и навреме ги доделуваше поените, еве сега повторно поени за нашиот репрезентативец, уште 2-6-0. Втора минута од борбата оди на туш или технички туш, зависи што ќе дојде побрзо. Дали разликата од 10 поени или пак тушот. Ибрагимов внимателен, ја проучува секоја ситуација, никогаш не се впушта во непотребен ризик. Знае кога треба да тргне, да нападне. Има еден широк репертуар на зафати, може силен борач. Тешко може да го помести некој од противниците. Стабилен е. Се подготвуваше за така наречен шултер, не успеа да го изведе. Доколку успееше, тоа можеше да биде акција за 3, па дури и 4 поени. Пасивен е Тупалидис, оди во партер. Еве сега нови поени. 8-0. И сега дали ќе биде тоа туш, притиска нашиот борач, 2, па уште 2 поена, веќе мината е разликата од 10 поени и мечот во овој момент е прекинат. Победа со технички туш за Ибрагимов, 4-0, нема поен за Тупалидис, затоа што не освои ниту еден бод во текот на борбата. 4-0 и 47, 51-5 е резултатот. Високо водство на Бучим Јака, до крајот уште 2 борби. Најнапред Гари Модосјан, 97 килограми против Паралампос Калцидис, а потоа и Геннадий Жилцов против Тупалидис во категоријата до 125 килограми во најтешката категорија. Инаку во денешното прво коло или вечерашното, како сакате,